Јавното предпријатие Стипион 2011 има обврска за одржување на уличното осветлување. Екипите редовно се на терен и слегуваат по пријавите на граѓаните за интервенции на поправки околу уличното осветлување. Интензивно работиме на осветлување на нашиот град, онаму каде што имавме застој досега, односно и со преземењето на јавното осветлување од страна на јавното предпријатие Стипион. Во прва фаза сакаме да го осветлиме нашиот град. Може би на некои места се уште не сме стасали да го направиме, меѓутоа интензивно работиме на оваа програма. Веќе денес се во така да рече местноста Мери, каде што имавме реакција од наши граѓани, поставуваме нова бандера и кабел за да можеме да го осветлиме овој дел од градот. Инаку постојано зборуваме и сега ќе кажам дека имаме дежурен телефон каде што граѓаните треба да ги пријавуваат овие нивни барања, односно за промена на сијалични места. Тоа е телефонот 032 393 878. Значи нивните пријави тука се евидентираат, а веќе наредниот ден се проследуваат на екипата која што работи на терен за да можат овие барања од граѓаните да можеме да ги реализираме. Замената и поправката на уличното осветлување, јавното предпријатие Стипион го работи на етапи. Речиси низ сите населби, веќе е стигнато до центарот на градот. Тргнавме најпрво од населба Железничка, Горна, Долна, Македонка, Чердаклија, Балканска, завративме во населба Баби, Дузлак, во централно градско подрачје, во Ново село и веќе работиме најчесто на овие пријави од граѓаните што се, за да можеме навремено да реагираме и најчесто ќе работиме сега на овој начин, значи да можеме, тие не се многу големи пријави, некаде околу 20 на седневно, за да можеме веќе наредниот ден да го санираме. Иванов нагласи дека исто така за уличното осветлување ќе се менат светилките и ќе се поставуваат енергетски ефикасни светилки, а имаат и соработка со Евана за поправка на дефекти.